Најава за денешните настани. Земјоделието на удар на климатските промени. Стотина учесници возеа велосипед и промовираа еколошки бизнис модел за рекламирање. Безбедности правила за децата во сообраќајот, работилници во охридските основни училишта. Утре во Дебарца ќе се прска против комарци. Активисти на Greenpeace украле восочна фигура на Макрон и ја поставиле пред руската амбасада. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме сончево и многу топло време со максимална дневна температура до 28 степени Целзиусови. Во текот на ноќта вторник кон среда ќе превладува претежно ведро и топло време. Утре во западна, северозападна и централна Европа ќе превладува нестабилно време со поројни врнежи од дожд. На југ од континентот пак ќе превладува стабилно, сончево и топло време. На Балканскиот полуостров во среда под влијание на антициклонска циркулација ќе превладува претежно сончево и топло време, но локално поради спојна нестабилна воздушна маса и високо заситување постои опасност од развој на нестабилност која може да услови нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици и локална појава на невреме. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 30 до 34 степени. Во Македонија во среда ќе превладува сончево и многу топло време со дневни температури кои што ќе бидат од 4 до 6 степени над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Утринските температури ќе се движат во интервал од 8 до 17 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 25 до 36 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во среда ќе превладува сончево и многу топло време. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во четврток и петок ќе имаме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во четврток во попладневните часови ќе има услови за развој на нестабилност што може да донесе локални врнежи од дожд и грмотевици и локална појава на невреме. Минималната температура од 14, односно 15 степени, додека пак дневната температура ќе достигне до 30 степени. Во сабота ќе превладува сончево и многу топло време. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 30 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Заштитете ги луѓето со нивните соништа, вредности и идеи со кровни и фасадни сендвич панели со дебелина од 30, 50, 80 и 100 мм, димензионирани према објект со изработка на олуци и попратни елементи. Секоја градба има своја потреба, па затоа имаме едноставни решенија за вашите објекти, куќи, јавни згради, ладилници и енергетски постројки. Обезбедуваме термална заштита и заштита од влага и звук. Сендвич панел значи технопанел, а технопанел значи турист инженеринг. Доживеете вровен квалитет на живење во современиот
Порта Скопје Бајадора, стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Земјоделието на удар на климатските промени. Се намалуваат приносите, но не само поради климатските промени. Според експертите, влијание имаат и малиот профит и напуштањето на селата, односно иселувањето на младите. Под влијание на климатските промени се повеќе се намалуваат земјоделските приноси. Екстремно високите температури и слабите врнежи го намалуваат родот, штети има и од поројните дождови, невремиња и поплави. Мора да се изнедат решенија со кои земјоделците ќе го прилагодат своето производство. Но не се само климатските промени виновни за намалените земјоделски приноси, влијание има и малиот профит, напуштањето на селата и иселувањето на младите. Ние, како што напоменав, сме ориентирани како држава за производство пред се на земјоделски производи, но сите они работи кои што се јавуваат како дефицит би требало да се ориентираме и да ги увеземе, но сепак тој сооднос на произведеното и увезеното е исклучителен важен, бидејќи на тој начин ние даваме поддршка на македонскиот земјоделец. Од година во година се намалува и бројот на земјоделци. Во земјава има само околу 70.000. Многу малце млади влагаат во секторот, значи сега сме нашиот просечен земјоделец е постар од 60 години. Профитната маржа, како да кажем, или обезбедување на основна живеачка е дискутабилна. Голем процес на иселување, старењето на руралната популација. Значи имаме напуштање на селата. Потребни се итни мерки и за прилагодување на земјоделското производство, но и за едукација. Земјава размислува за воведување државен осигурителен фонд преку кој што ќе може да се обештетуваат земјоделците зафатени од елементарни непогоди. Денеска се одржа второто издание на ревијалниот настан Вози велосипед, уживај и промовирај. Стотина учесници возеа велосипед и промовираа еколошки бизнис модел за рекламирање. Годинава велосипедската тура има и хуманитарен карактер со собирање донации за настраданите во Кочани. Настането во организација на Сдруженијето Граѓански интегритет во соработка со Средното стручно училиште Свети Кирил и Методи, а со поддршка од општина Охрид и локалните бизнеси. Денеска по повод Светскиот ден на велосипедизмот се одржа второто издание на ревијалниот настан Вози велосипед, уживај и промовирај.
Над 100 ученици и наставници од средните училишта, граѓани рекреативци, представници на фирми се дружеа, промовираа возење велосипед како здрава животна навика и еколошка алтернатива за транспорт во урбаните средини, а при тоа реализираа и бизнис идеја за иновативен начин на пренесување маркетинг пораки од локални компании. Организатор на настанот е Здруженијето за едукација, култура и младински активизам Граѓански интегритет во соработка со Средното сручно училиште Свети Кирил и Методи. Во соработка со Здруженијето Граѓански интегритет Охрид го организираме овој настан со кој што упатуваме порака до нашата младина за здрави животни навики. Упатувам голема благодарност и до општина Охрид и локалните бизниси за нивна поддршка. Би сакала да испратам една порака до општо, најпрво до сите љубители на велосипедизмот, сите оние кои што се представници од фирми, ученици и слободни граѓани, дека со овој проект всушност сакаме да постигнеме здрави животни навики, луѓето едноставно да се научат да го применуваат овој иновативен маркетинг, кој што понатака се надеваме во идните години ќе прерасне во традиција за еден нов маркетинг концепт кој што ќе го применат и фирмите, и институциите и така натака. Покрај промоција на здрави животни навики и општествена одговорност преку мобилна реклама на велосипеди, годинава настанот има и хуманитарна компонента. Беа поставени кутии за донација, собраните средства ќе бидат наменети за жртвите од неодамнешната трагедија во дискотеката во Кочани. Годинава настанот се реализира и со зголемен интерес кај учениците и кај локалните бизниси. Лани учениците беа многу задоволни и оваа година се пријавени во уште поголем број. Имаме многу голема заинтересираност, голема важност има затоа што заедно пред се дружиме многу, а потоа промовираме, исто така рекламираме. Оваа година имаме голем акцент ставен на хуманоста и многу е интересно. Сме доста горди што сме учесник на овој иновативен настан за мобилна реклама за велосипеди. Ние како општествено одговорна компанија учествуваме и поддржуваме секогаш вакви настани за промоција на бизнисите, за еколошки решенија и современи за промоција на бизнисите. Мислам дека и ова е всушност едно иновативно решение за понатамошно рекламирање на самите бизниси во Охрид и поширок. За безбедноста на сите учесници, велосипедската тура беше следена од полициска придружба и екипа за прва помош на Црвен крст од Охрид. Пред стартот беше одржана практична обука за велосипедски вештини и показна вежба за прва помош на повреден велосипедист. Настанот Вози велосипед, уживај и промовирај е поддржан од општина Охрид. СВР Охрид во соработка со Општинскиот совет за превенција на детско престапништво и секторот за комунални дејности, сообраќај и улици при општина Охрид во изминатите денови, заклучно со вчера 2 јуни, оддржа повеќе работилници на тема безбедност и правила за децата во сообраќајот. Работилниците беа наменети за учениците од вторите и третите одделенија од основните училишта Свети Наум Охридски Пештани со подрачните училишта во Коњско, Елшани и Трпејца, училиштето Живко Чинго во село Велгошти, Ванчо Николевски и Лескоец со подрачните училишта од Косел и Коратица и Кочо Рацин со подрачното училиште од Лакочерај. Целта на работилниците беше низ теоретски и практичен дел со интерактивна презентација на децата како најранлива група на учесници во сообраќајот да им се презентираат основните правила за безбедност во сообраќајот. Посебен акцент се стави и на правилното преминување на улица на пешачки премин, на правилата при користење на велосипед или тротинет, како и за улогата на сообраќајецот во регулирање на сообраќајот и значењето на сообраќајните знаци. Исто така на импровизирана крстосница беше демонстрирано како сообраќаец го регулира сообраќајот, при што учениците имаа можност со велосипеди да научат правилно да се движат на крстосница, почитувајќи ги дадените правила и знаци од страна на полицаецот.
По завршување на интерактивната презентација, за децата беше организиран мини квиз како форма за утврдување на нивните стекнати знаења за безбедност во сообраќајот и им беа поделени летоци и минимизирани сообраќајни знаци со содржини кои беа опфатени во соработилницата, информираат од СВР Охрид. Општина Дебрца утре 4 јуни ќе изврши теристичка ларвицидна дезинсекција со цел уништување на возрасни комарци и ларви од комарци. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини во општина Дебрца, подрачјето на река Сатеска, локалитетите со застојни водени површини, урбани населби и локалитети, предвидени во планот и програмата. Запрашувањето ќе се врши во периодот од 19 часот на 4 јуни до 6 часот на 5 јуни со апарат за улов ладно запрашување. Пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски услови, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден, информираат од општина Дебрца. Акција за подигнување кабаст отпад од урбаните заедници Горна Влашка Мала, Карабего Мала и населбата Христо Узунов. Јавното предпријатие Охридски комуналец информира дека на 5 јуни четврток ќе организира акција за подигнување кабаст отпад од урбаните заедници Горна Влашка Мала, Карабего Мала и населбата Христо Узунов. Граѓаните кои имаат ваков отпад треба уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот на 5 јуни и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428, кој функционира секој ден во неделата во периодот од 7 до 21 часот. Од предпријатието потенцираат дека отпадот треба да е уредно оставен до контејнерите или на местата предвидени за подигнување комунален отпад. Саемот за модерно градежништво во Кармен Бау центар Охрид ги обедини на едно место професионалците од градежната индустрија и верните потрошувачи. Стручните презентации, практични демонстрации и советувања возможуваат полесно следење на новитетите во оваа индустрија од водечките светски брендови. Ваквите настани кои ги организира Кармен Бау центар од година во година се попосетени од купувачите. Во продажниот центар Кармен Бау центар Охрид со голем успех се одржа саем на новитети и иновации во современото градежништво, на кој беа представени најновите производи и технологии од водечките светски брендови во градежната индустрија. Целта на овој настан беше на едно место да се соберат професионалци, партнери и крајни корисници и да се овозможи директен контакт со производителите преку стручни презентации, практични демонстрации и советување, велат од Кармен Бау центар. Настанот привлече голем интерес кај професионалната фела, особено кај плочкарите, фасадерите и кнауферите, кои беа присутни во голем број, над неколку стотици посетители. Делот посветен на професионалниот алат пак донесе уште една димензија. Стручни тимови одржаа импресивни демо презентации на најновите машини и електричен алат со акцент на практичноста, безбедноста и иновативноста. Како најзначаен новитет, Кармен Бау центар го представи новиот сегмент во понудата, светски познат бренд за врати, при што свечено беше отворен нов ексклузивен шоурум во кој се представени над 20 модели на производи. Посебна чест ми представува додатокот во нашата програма, собни и влезни врати од полскиот бренд Еркадо, каде нудиме врвен дизајн и квалитет од светски познат бренд. Исто така морам да кажам дека нашиот стручен и едуциран тим е секогаш тука достапен да ги задоволи потребите на сите наши потрошувачи. Саемот понуди и атрактивни саемски попусти на различни производи. Ваквите настани се исклучително важни и за промоција и раст на компаниите и за поблиска комуникација со потрошувачите кои во случајот на саемот за градежништво се и самите сопственици на мали бизниси или мајстори поединци. Па така може да се каже дека саемите и акциите кои ги организира Кармен Бау центар како водечки центар за градежни материјали и интериерни решенија во регионот дава еден позитивен импулс на локалната економија, создава атмосфера за нови партнерства и нови можности за локалните бизниси. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.